Да, се враќаме во студиото. Тука е професорот Атанас Козарев, кој има повеќе, да речеме, специјалности. Вие сте и во Асоциацијата за корпоративна безбедност, вие сте и професор, вие сте и лиценциран вештак. Мислам дека можеме да упфатиме повеќе аспекти од оваа трагедија, за жал. Професоре, добредојавте во студио 10. Од прилика разговаравме со претходниот гостин за неговата улога во ДЗС, за тоа зашто е надлежна дирекцијата за заштита и спасување. Малку ја проширивме темата на општата противпожарна безбедност во сите објекти. Па еве вака со вас да продолжиме по некаков редослед. Дојдовме до локалната безбедност. До тоа зашто е надлежна локалната самоуправа во овие случаи, за тоа што требало општината да прави. Бидејќи го кажав тој со првиот гостин, како да гледаме една тенденција некои актуелни функционери или актуелни институции да се изземат на некој начин од одговорноста, па видовме дека градоначалникот сепак не го издржа притисокот на јавноста, поднесе оставка. Па еве вас ќе ве прашам, што е тоа локална безбедност, зашто во вакви случаи е надлежна општината или локалната самоуправа? Благодарам на поканата. Најпрви би изразил сочувството сите семејства кои што имаат жртви, повредените би посакал побрзо заздравување и сето ова навистина го доведува пред нас теоретичарите и практичарите прашањето за концептот на локална безбедност на ниво на цела држава. Ова несреќа која што се случи деновиве и која што има огромни штетни последици, навистина ги доведува во прашање сите оние проблеми кои што се поврзуваат со процесот на децентрализација. Децентрализацијата кај нас во нашата држава навистина почна, меѓутоа не е довршен процес и затоа би можел да кажам дека доаѓа до ситуација на мешање на повеќе надлежности во повеќе органи на локално и на републичко ниво за одредени правни субјекти кои што вршат дејност на локално ниво. Од тука сметам дека потребно е во иднина да се работи на регулативата која што ќе овозможи јасни протоколи, јасни надлежности во поглед на издавањето на овие лиценци, но и на други активности кои што се поврзани со цел да овозможиме практично системот на одговорност да го лоцираме на конкретни субјекти, на конкретни лица. Вака сведоци сме дека определени органи постапуваат за една иста работа, меѓутоа сепак одговорноста се уште не може точно да ја лоцираме. Community policing или полициското работење во заедницата, јас би рекол, концептот за локалната безбедност е доста познат во светот, тој функционира и кај нас се имплементиран. Градоначалникот има советодавни групи за локална безбедност, процес за превенција на локален криминалитет и практично во оваа ситуација општината е еден мост помеѓу граѓаните и локалната полиција. Во која смисла? Градоначалникот на секоја општина, тој советот на општината, го дава предлогот за командир на полициската станица. Командирот на полициската станица е должен на крајот на секоја година да достави извештај за работењето на полициската станица за изминатата година и тој извештај се разгледува, се анализира и се усвојува на седница на советот на општината. Тоа практично значи дека сега, според мене, потребно е да се анализираат сите извештаи за последните неколку години, кои што се доставувани до Советот на општината и се утврди дали во некој од тие извештаи се наведени активности на полицијата во Кочани во однос на нивно постапување за предметното кабаре и така натаму, со цел да се утврди дали во нивниот дофат интерес бил и овој објект, иако би можеле да кажеме дека community policing или полициското работење во заедницата како проект, како систем, постои
со децении наназад во развиените земји и оттаму е тој увезен кај нас, тој подразбира примена на доста непосредни алатки во кои што граѓаните се тие кои што известуваат за определени проблеми. Така, например, во Лондон постои модел на watching neighbors, кога соседите известуваат, кои ќе забележат дури некои лица кои што сомнително ќе се движи или ќе помине во нивната улица, тие известуваат. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што сметам дека и согласно законот за угостителска дејност и сите други закони, овој објект е лоциран негде таму во Кочани, во близина на куќи, семејни куќи во кои што живеат луѓе, и од тука се постава прашањето како тие досега не гледале нивните деца во каква дискотека одат, во каков објект одат и зошто досега не пријавиле, односно нивната граѓанска должност не ја реализирале. Значи проблемот е доста сложен и Видите, тука не знаеме една работа, бидејќи тоа никој не го кажува. Ние не знаеме дали не пријавувале. Бидејќи еве видовме едно аматерско видео на социјалните мрежи од некој господин кој бил претходно ангажиран за обезбедување на дискотеката, како што тој самиот тврди, сведочи, вели, јас лично пријавував дека во тој објект одат малолетници и вели неколку пати, но вели дека сопствениците му кажале нема врска, нека прават профит и така натаму. Ние не знаеме до полицијата дали имало пријави за малолетници, за бучава, за, не знам, гужва во сообраќај, за тепачки можеби и така натаму. Затоа јас ви реков, вклучот ќе биде годишниот извештај на полициската станица за нивната работа за изминатите 3-4 години, поготово во периодот кога овој објект имал лиценца и во период кога немал лиценца. Бидејќи во тие извештаи тие мора да дадат и статистика колку постапувале, како постапувале и така натаму. Зошто ви го кажам? Тоа е еден конкретен пример. Во Скопје преку лето доаѓаат моите струмичани и продаваат лубеници со камиони, со комбини и така натаму. Како што ќе се паркираат на некоја улица, за 10 минути им доаѓа полиција и ги дислоцира, им вели немате дозвола вие овде да продавате ништо. Значи, ако некој не може да продава зелка, лубеница на улица и така натаму, и за тоа полицијата веднаш реагира, затоа ве упатувам на потребата внатрешната контрола на МВР веднаш да ги разгледа тие годишни извештаи за работа на полициската станица, како тие извештаи се усвојуле во советот на општината, дали има воопшто податоци за дејноста на ова кабаре, колку пати биле во контрола и така натаму. Тоа е само едниот сегмент. Тоа е сегментот кој што допира до општината и до градоначалникот, бидејќи согласно законот за угостителска дејност, градоначалникот е тој кој што лично вели се известува за почетокот со работа од страна на угостителот 15 дена пред да почне со работа. Се известува градоначалникот и се известува Државниот инспекторат за труд на ниво на општина Кочани. Тие се должни да водат евиденција. Зошто? Затоа што се знае точно од колку до колку часот работи кабаре, од колку до колку часот работи диско клуб, на отворено, на затворено, ресторант и така натаму. Тоа се многу битни податоци кои што на еден начин конкретно лоцираат и одговорноста на општината и на првиот и на таткото на општината практично. Во овој контекст би додал и уште еден податок. Кога лицето кое што бара лиценца за кабаре, дискотека и така натаму, 50% од таксата е оплатува на сметката на општината, а 50% на сметката на Министерството за економија. Значи, тие точно знаеле за годината во која имале лиценца, дека на нивната сметка се легнати 50% за таксата за функционирање на еден таков објект и практично тие значи не може да се амнестират и да кажат дека не знаеле дека функционира еден таков објект и од тука биле должни во нивните планови, комунални инспектори и така натаму да си имаат план за контроли и надзор во работењето на овој објект, бидејќи овој објект носи огромни приноси и нормално е да настаните кои што тој ги организира да бидат јавно објавувани, има реклама и така натаму. Кочани не е некој големо место, за да не се знае дека во срцето на Кочани постои една таква
еден таков објект кој што нуди таква услуга за луѓето и да не се преземат мерки за контрола или надзор. Како докторант на оваа проблематика на правниот факултет во Скопје, во УКИМ и кај со огромно задоволство и кај нашата председателка Гордана Силјановска, бидејќи обработав оваа тема, истражувајќи го овој фокус на прашање, дојдов до заклучок дека практично ние сега во овој момент имаме постделиктум дејствување, бидејќи надзорот е секогаш превентивен, додека контролата е секогаш репресивна. Значи, надзорот се спроведува тогаш и со цел да не дојде до некој проблем. Контролата се јавува секогаш кога ќе имаме проблем и затоа таа е репресивна. И затоа ние немаме во овој период отсуствува антиделиктум дејствување на системот и ние практично сега сме сведоци на еден репресивен одговор на она што се случило во Кочани и така натаму. Сето тоа поврзано со проблемите кои што ви ги кажав, поврзани со децентрализацијата, се поврзува и фактот што ние практично сме сведоци секојдневно на диспропорција помеѓу двата системи кои што се присутни во теоријата, кои што се поврзани со функционирање на нашата администрација, мерит системот и споил системот. Ние се доведуваме ситуација да партиските војници, за чии што вработување претходно се става печат во некоја партиска канцеларија или штаб, се тие кои што понатаму, влегувајќи во институциите, овозможуваат да случуваат и вакви ситуации. Секој сум склон кон тоа одговорноста да биде конкретна, да нема селективност. Веќе случаме и сведоци сме на доста пишување во медиумите за тоа дека предмет или на контрола се посочени лица кои што моментално се во полициска обработка, меѓутоа јас го охрабрувам јавниот обвинител да го прошири својот видеокруг, да ги има во предвид сите инволвирани кои што би можеле да одговараат затоа што не е добро ниту еден невин да биде осуден и така натаму. Според мене, ова ситуација е ситуација која што е доста сензитивна од аспект на жртвите. И ако зборуваме за вашето прашање што го спомнавте за самите лиценци. Да, лиценци, како што гледаме, едно од сомневањата во истрагата, да кажеме, е дека клубот прво лиценцата која имал порано била, како што кажа премиерот, фалсификувана, била фалсификат, а потоа дека воопшто работел без лиценца. Вие го откривте сега ова што никој не го кажа до сега, дека дел од парите за лиценцата одат во локалната самоуправа, дел во Министерството за економија. Значи, локалната самоуправа, ова чисто, еве да заклучиме, дека морала, кога видела дека нема пари од лиценца таа година, дека едноставно знаела дека клубот работи без лиценца. Невозможно е да не знае дека работи без лиценца, нели? Како што и вие посочевте, па таму се носеле, како што видовме, звезди од Србија, од соседни земји. Тоа се рекламира на сите медиуми. Значи, 1500 гости имало тамо вечерта, како што кажавме. Значи, не е нешто ново. Значи, локалната самоуправа во најмала рака, кога видела дека тамо не добила пари од лиценца, а клубот работи била надлежна тоа барем да го пријави понатаму до инспекцијските органи, до полицијата и така натаму. Полицијата не проверувала дали клубот има лиценца, не проверувала дали таму одат малолетници, дали им се служи алкохол, иако имало вечерта и оваа копна вечер полицаец натре кој работел на друго, како што кажа министрот, но сепак невозможно е тамо да не знаела полицијата дека со години се служат малолетници и дека клубот работи. Така, ми се чини, имаме многу апсурдни точки, имаме дупки во приказната, ми се чини.
Да, системот сите го зборува тоа дека има пукнатини, дека тие ќе се направи обид да се лоцираат затоа што пукнатините на системот практично произведуваат вакви несреќни случаи. Во однос на вашето прашање би бил поконкретен согласно член 21 од Законот за ugostителска дејност. Министерството за економија има посебни обврски во однос на прашањето за лиценците кои што се истечени. Во член 21 е пропишено дека 30 дена пред да истече лиценцата, Министерството за економија е должно по писмен пат да го извести субјектот кој што има лиценцата дека неговата лиценција е истечена и дека потребно е да поднесе нови документи доколку сака да ја продолжи. Тоа известување се врши директно кај него, се врши по мејл, на секаков можен електронски начин на достава на информација. Значи, самото Министерство за економија има надлежности кои што би требало да ги реализира. Ова не се случува во овој случај. Она што исто така за истекнување во однос на функционирањето на ова Министерство 24-25 година е фактот што според мои информации субјектот кој ги доставува документите за добивање на лиценца во Државниот инспекторат за Државниот пазарен инспекторат, тој со негова изјава гарантира дека сите податоци кои што и документи кои што се доставени во постапката се легални и Државниот инспекторат пазарен воопшто не навлегува во проверка на овие податоци, туку ги подготвува документите и го праќа предметот на постапување пред надлежниот сектор во Министерството за економија. Ова практика мора да се надмине. Значи, не може една институција да постапува само врз база на документите кои што ќе ги достави субјектот кој што има интерес за вршење на определена дејност. Тука мислам дека многу ќе помогне процесот на дигитализација кој што конечно би требало да ги поврзе овие институции кои што донесуваат одлуки за отпочнување на определена дејност и така натаму, со цел самите тие да ги проверуваат овие документи и доколку се утврди дека нешто не е во ред, тогаш да се постапи кон нивно елиминирање. Тоа е практика која што според мене треба да се промени. Ценам дека согласно апелите на власта потребно е да се формира група која што ќе разгледа оваа регулатива. Сите членови, сите норми во законите и во подзаконските акти кои што не се унифицирани, да се среди таа ситуација и практично да се овозможи од една страна олеснување на постапката, а од друга страна да се обезбеди владење на правото. Тука исто така би се надоврзал дека општината води регистар на угостители кои што вршат дејност на нивното подрачје. Каде е тој регистар? Каков регистар е тој? Тој мора да биде предмет на доказната постапка. Исто како што и сите други извештаи за извршени редовни и вонредни надзори врз функционирањето на вакви институции. Државниот пазарен инспекторат мора да води сметка и да го провери работењето на сите оние кои што досега вршеле инспекција во овој објект и во сите други објекти со цел да се утврди дали постојат елементи на корупција или не постојат елементи на корупција во нивното постапување. Секако, кога спомнавте за лиценците, за мене како кривичар од големо значење е фактот што ако субјектот сам си го е направил лиценцата, денеска за одредена сума на финанси, било кој хакер ќе ви направи лиценца да самиот вие не може да се посомневате дека не сте подпишали. Ке личи
Исто како оригинал, да речеме. Ако тој сам си е направил, затоа со него треба се разговара. Но што би значило со цел да не се импутира одговорност на невини луѓе. Ако тој свесно, затоа што ние нема што да бараме сега тука услови, дали тој исполнува услови или не. Ако тој свесно си ја подготвил лиценцата за кабаре со фалсификување на сите други податоци во неа, тогаш ние нема што да бараме исполнетост на услови, бидејќи тој не повел постапка за исполнетост на услови за функционирање. Еден од првите услови е објектот да може да се употребува. Тој може да се употребува, но за друга намена, не за оваа намена. Значи да има санитарно-здравствени услови, услови за заштита при работа, услови за противпожарна заштита, за заштита на животна средина, за заштита од бучева и на крајот Министерството за внатрешни работи дава согласност од аспект на исполнетост на услови за заштита на јавниот ред и мир и сообраќајни услови, бидејќи на такви настани доаѓаат луѓе од цела Македонија и пошироко. И тоа може навистина да ја загрози и сообраќајната безбедност на еден мал град како што е Кочани и на тој начин да се предизвикат и други инциденти кои што исто така се немили и може да практично да ја нарушат вкупната безбедносна состојба во општината. Треба ли ќе се вратиме на лиценцата, но еве некако цело време се вртиме околу работата на полицијата која некако повторно ќе кажам премногу се амнестира во овој случај. Треба ли полицијата на крајот на криштата да обезбеди функционирање на јавниот ред и мир за вакви работи? Значи, имаме 1500 гости на едно место, 1500 луѓе, ми се чини по дефолт би требало тоа да го прави. Зборувам за тоа дека полицијата тамо не била присутна, не требало да биде присутна, не знаела и така натаму. Тоа ќе се го утврди внатрешната контрола на МВР, тој е сектор кој што е доста сериозен, оддел практично и навистина тие си ги знаат интерните акти за постапување, верувам дека и командирот и сите други останати кои што имат некоја раководна позиција во Кочани, па можеби во Штип, практично тие ќе бидат предмет на внатрешна истрага кој што ќе утврди дали нивното постапување било законско или не, бидејќи согласно нашиот кривичен закон, кривичното дело може да биде извршено со сторување и со несторување, активно и пасивно несторување имаме ние. Во такви ситуации несторувањето, односно непревземањето на определени мерки и активности може да предизвика и определена одговорност од аспект на штетните последици. За мене многу е битно да се утврди дали постои штета. Во прва година на правен факултет се учи дека нема кривично дело без штета. Штетата мора да биде утврдена за да може да се повика некого на одговорност. А дали е некој виновен или не, пресуда носи само судот. Никој друг не може да донесе одлука или да каже дека има некој е виновен. Тоа се утврдува само со правосилна пресуда која што донесува надлежен суд. Во тој контекст би кажал дека кругот на лица кои што би биле предмет на ова, верувам пред истрага, се уште не се знае дали отворена истрага и така натаму, мора да се прошири и на еден поширок диапазон на лица кои што согласно своите надлежности имале обврска да постапуваат. Да речеме кои се тие лица? Па тука би имале, како се вели, Државниот инспекторат за труд од Кочани, не знам, ние немаме информација точно кој се од пониските ешалони е осомничен и предмет на полициска истрага. Само 2-3 клучни имиња имаме од претходната власт, иако штетата е настаната сега во периодот кога овој објект немал лиценца, работел надвор од законот, надвор од паметот и на тој начин се овозможило да тој функционира. Мора да се открие мотивот. Кој му дозволи на него работи, ние ќе те штитиме. Мора да се, јавноста во Кочани мора точно да биде најдобриот сведок за да се дојде до одговор на прашањето кој го штител собственикот на овој објект во годините минати и се до денес. Затоа што
одговорноста и прашањето за одговорноста мора да биде конкретна и тука не размислувам за политичка одговорност. Политичката одговорност е на носителите на јавните функции. Овде зборуваме за конкретна кривична одговорност поврзана со преземање на действија кои што се противправно действие, действието со кое собственикот обезбеди своја фалсификувана лиценца и почнал да работи и работил цела година во едно градче кое што е цивилизирано. Во Кочани има многу паметни луѓе кои што би требало да се запрашаат како ова функционира и така натаму. Посебно заслужува внимание вашиот став да се истражи дали досега некој пријавил и зошто некој досега не презел нито една активност по пријавата за незаконско работење и незаконско функционирање на овој угостителски објект. Да, треба да го видиме извештајот на полициската станица во Кочани во однос на овој објект, во однос на евентуални пријави, во однос на тоа како е постапувано. Мене ми е, еве ќе кажам, невозможно никој да не пријавил сиве овие години, еве да не одиме само последната година, невозможно е по мене, но невозможно и последната година, никој таму да не се пожалил за бучава, никој да не се пожалил за гласност. Невозможно е во тој објект да немало ниту еден инцидент, се служи алкохол. Невозможно е никој да не знал дека таму одат малолетници и дека им се служи алкохол и така натаму. Но еве, да не преджуцираме, нека да го видиме извештајот. Во однос на лиценцата, не ми е јасен еден момент. Во однос на она што го кажа премиерот, во однос на различниот број на крајот на лиценцата, каде што тој рече, сега парафразирам, не сум 100% сигурен дека на едно место е 15, на едно 51. И тој укажа јасно на тоа дека тој е доказ дека имаме фалсификат лиценца. Што е со тој? Зошто е тоа така направено, малку сега не ми е јасно? Зошто не е истиот број? Како што успев јас да сватам, првата лиценца, таа што била регуларна, имала број 55 или 51, а оваа сега има број 15, но тоа е број според архивската евиденција носител на акт кој што се однесува на кореспонденција со некоја друга институција или друг орган од странство. Секако дека оваа лиценца со самиот тој факт е фалсификувана и во текот на едно вештачење криминалистичко поврзано со подписот, графолошко вештачење, со самата хартија на која што е изготвена лиценцата, на печатот и така натаму, ќе се утврди дали и кој би можел да биде одговорен за незиното изготвување, дали таа е платена. Ако е платена, тогаш имаме сериозни основи за постојање на кривично дело, примање, давање, подкуп. Сето тоа се прашања кои што се објективни, затоа што одговорот за нив е објективен. Вештачењето е објективно, тоа не е субјективно. И тоа мислам дека брзо ќе заврши и е навистина важно и затоа е определен тој краткотраен притвор со цел да се заврши вештачењето и точно се знае кој во суштина, кој дејство го презел противправно, ако некој нема преземено дејство, тогаш буквално ќе се биде ослободен. Во однос на овие бројчења, во Министерството за економија, верувам дека таму има еден или двајца вработени архивари и секој од нив си го должи печатот со кој што оперира секојдневно при заверка на документи. Точно ќе се знае кој од архивата го користел тој печат во тој период и точно тоа лице ќе даде одговор дали тој печат лично го ставил, дали бил украден, злоупотребен и така натаму. Ова се прашања кои што брзо ќе се решат и верувам во капацитетите на полицијата кој што ова прашање стручно, нема тука политика, затоа што вештаците, поготово во делот на полицијата во Октив, лично ги познавам и тие се експерти, таму нема политика и тие доста навистина си ја познаваат нивната работа и се заинтересирани да ги расветат овие случаеви и мислам дека ќе дадат квалитетен одговор за да можеме најбрзо да знаеме навистина кој имал некоја одговорност, дотолку повеќе што имаме сега над
14 лица кои што се осомничени, притворени краткотрено и чие што листа верувам дека ќе се прошири, бидејќи овде ќе има постапување на различни институции, со цел да се даде конечен одговор на прашањето што навистина затаило во функционирањето на овој систем. Тука секако би го пофрлил Институтот за судска медицина и криминалистика, кој што исто така ќе даде одговор на едно важно прашање кауза мортис или причини за смртта и кој што е доста важно за понатамошното водење на постапката. Тоа е институт кој што успева во овие практично услови да ја заврши што е можно најдобро и најквалитетно нивната работа, која што е многу важна и која што очекувам да биде посебно евалуирана од страна на системот со цел да се даде навистина придонес кон јакнењето на капацитетите на нашите институции. Се чини дека тука вештачењата ќе бидат многу важни, особено, но ми се чини дека и многу сложени. Ќе имаме прилично сложена постапка со оглед на бројот на жртви, со оглед на, за жал, состојбата на жртвите, состојбата на објектот. Ми се чини дека тука вештачењето не само што ќе биде клучно, туку ќе биде и доста сложен процес. За стручњаци експерти, како што се експертите, судските медицинари од Институтот за судска медицина и криминалистика, ова апсолутно за нив, според мене, е позната материја, затоа што тие досега учествувале во вакви активности, имајќи во предвид авионската несреќа што беше во Македонија, Дурмотурс и така и доста други, дури беа ангажирани и во автобуската несреќа во Бугарија. Значи, апсолутно не се сомневам, навистина работат во мощни тешки услови според мене, бидејќи според моја информација работат деноноќно, но за нив овој предизвик е нешто што е реалност и очекувам навистина многу брзо, дури може би до вечер, да ги завршат сите овие активности и да може понатаму постапката да тече како што треба. Имајќи во предвид дека навистина овие судски медицинари заедно со тимот што е во одделот за криминалистички вештачења во МВР се навистина луѓе кои што доста добро си ја познаваат својата работа и досега покажале објективност и непристрасност во нивното работење. Видовме дека дел од родителите се навистина револтирани од целиот случај, па тој револт го искажа на некој начин и до судските вештаци, каде што видовме родители кои не сакаат да ги дават нивните деца на обдукција. Тука мислам дека никој не може да ги замери, ниту да ги окриви за нешто. Тука се разбира дека тагата е преголема, не може да се опише. Сакам да ве прашам доколку не се направат дел од овие обдукции, од вакви објективни причини, може ли тоа да влијае на некој начин врз истрагата? Прво, обдукциите ќе се завршат сите, така е според законот, затоа што на крајот после секоја извршена обдукција, идентификација, како што ние сме учели на факултет, се издава документ за погреб. Без тоа не може да се спроведе погребот. Тоа е основата на нова постапка. По основата е за да се утврди, за да причината за смртта се поврзе со определени настани кои што се случувале во моментот на угостителскиот објект. Јас го разбирам гневот на семејствата, затоа што ние овие денови сме сведоци на огромен гнев, на огромно разочарување, меѓутоа и на огромна солидарност. Еве како пример би го истакнал однесувањето, држењето на господинот Благој Механџијски, кој што веднаш после насреќата, според моја информација, ги отвори сите аптеки во Кочани, во Штип и даваше несебична поддршка и помош не само во оваа смисла, туку и во смисла што со неговото присуство како лекар, како човек со огромно искуство во овој бизнис, на вистина придонесе да таа болка се ублажи, зашто верувам дека јавноста ќе му биде соодветно заблагодарена, бидејќи на вистина во тешките моменти се познаваат силните луѓе. Тој што сака да помогне, исто како што и во тешките моменти ќе препознаеме како некој, например, се однесува несоодветно. Ова е процес
кога ние сите треба да дадеме подршка, секоја критика може да биде сватена погрешно, поготово делот на политизација на овие процеси, треба да се остават институциите да работат. Треба да се обезбеди капацитет кој што ќе овозможи граѓаните да имаат поголема доверба во институциите, во системот, навистина таму каде што има основа за кривична одговорност, таа ќе се спроведе, каде што има основа за политичка одговорност ќе се спроведе и така натаму, но пред се нашите институции мора да ја гарантираат сигурноста на граѓаните, безбедноста на животот, безбедноста на работењето, затоа што деловното работење и неговата безбедност која што влегува во концептот на корпоративната безбедност е прашање кое што навистина заслужува внимание и се актуализира во овој проблем, во оваа ситуација, во време, невреме кога цела Македонија буквално е фокусирана на секоја нова информација која што ќе се слушнена во текот на емисиите, на медиумите, иако според мене, јас лично давам предност на информации кои што навистина ќе значат добра вест дека некој од пациентите кои што е во странство или одека во клиниките конечно оздравел и може да се пушти дома, отколку на вестите кои што си имаат негативен предзнак дека ете некој е осомничен, дека некој е притворен и така натаму. Оваа постапка е тајна и затоа треба да се спроведе согласно сите одредби на Законот за кривична постапка со цел на вистина да дојдеме до вистината. Денеска многу важен се дојде до вистината, поготово до вистината во текот на водењето на кривичната постапка од нејзиниот првичен стадиум, пред истрага, односно претходна постапка, па се до донесување на конечна пресуда со која што на вистина можеме да кажеме дека на крајот создава услови правдата да биде задоволена. Да, ние кога имаме вакви трагедии како држава или како општество реагираме реактивно, ајде да речеме, реагираме од после, од кога ќе се случат, па сега еве имаме, како што најави премиерот, заселени акции за контрола на угостителските и деловните објекти, ќе се проверуваат дозволи, лиценци, дозволи за работа и така натаму, но веднаш како некако да почнавме погрешно од старт, бидејќи тоа се најавува на големи врати, со фанфари, 2 дена, па еве, утрово читаме дека дел од тие објекти се затвараат, го празнат инвентарот, го вадат, како ништо да не постоело. Нема да навлегувам во шпекулациите дека дел од собствениците на тие објекти биле блиски до владачката партија, но сепак читаме такви извештаи дека тоа веќе се прави. Вие кажавте, на почетокот сами зборувавте за начинот на делување, дека се делува превентивно или репресивно, но дали се прави тоа вака? Ако им најавите на сите дека доаѓате во контроли, предпоставам дека еве ќе се обидат да ги отстранат доказите. Да, ние тоа во криминологијата го нарекуваме превенција низ репресија. Значи, кога имаме превентивни ефекти врз база на репресивни активности, постапувањето на секој инспекцијски орган, на полицијата, на јавното обвинителство и така натаму е репресивно, затоа што тоа стапува на сила тогаш кога сите превентивни мерки и механизми во општеството не дали резултат. Значи, општеството донело закон за гостителска дејност, правилник за минимални технички услови за работа на овие објекти, меѓутоа и покрај тоа што овдека се е точно јасно пропишано, нормирано, определено, сепак ете гледаме дека некој успел тоа да го повреди, да ги дерогира овие правни акти, ова регулатива и на тој начин, а се со цел да оствари некоја противправна имотна корист. И бидејќи овие закони, овие подзаконски акти не дали резултат, значи во прашање свеста на луѓето, се активира еден друг систем. Тој систем се нарекува репресивен систем. Полиција, инспекции, обвинителство и така натаму. А зошто тој систем е репресивен? Затоа што со тој систем практично со преземањето на нивните мерки и активности се навлегува во човековите слободи и права, кои што човекови слободи и права практично се ограничуваат со мерки, одлуки на надлежниот суд и така натаму. Например, мерката краткотраен притвор, иако е 48 часа, значи во суштина значи ограничување на слободата на поединецот. Тој не е дома, тој е во притвор.
И затоа велиме дека сега имаме цврст репресивен орган, кој што дава активност која што може би влие веќе кои што досега работеле нелегално, а ги има низ цела Македонија, да се освестат и од стравот, репресијата практично, значи страв, од стравот да не бидат предмет на определена истрага, сами се преземат мерки и активности за елиминирање на сите оние недостатоци за кои што некој досега им овозможувал. Некого тие досега го плаќале, па им велел работете вие, ние ќе ве штитиме. Полицијата нема да бара лиценци. Да направат ли така дополнително кривично дело некакво? Не, видете, дополнително кривично дело не може да прават затоа што тие практично преземат активности со кои што сето ова што го прави до сега едноставно го затвараат, меѓутоа сега треба на сцена да стапи финансовата полиција и да влезе во сите тие угостителски објекти, кабареа, дискоклубови и така натаму, да се види како тие работеле, па им биле сметките блокирани, дали ги избегнувале обврските кон државата и така натаму. Исто како што треба да влезе, например, и надлежниот оддел во Министерството за внатрешни работи да го провери функционирањето на агенциите за обезбедување. Исто се разбира, се навраќаме на истиот пример како и од Пулсот Кочани, да проверат кој тоа им дозволил на сите тие клубови и кабареа и така натаму да работат така без дозволи и без лиценци. Тоа е прашање кои сега забрзано затвараат. Да, значи слушам и јас читам во порталите дека веќе поедини клубови, кабареа, дискотеки и така натаму дури со јавни објави ја информираат јавноста дека заради реновирање објектот нема да работи, откажани се сите настани активности. Сега решија да реновираат, нели? Тоа е доста провидно. Меѓутоа, ако навистина се сака да се остари целта на премиерот, буквално да се влезе секаде и никој да не биде заштитен, тогаш навистина треба се влезе, ако нема во моментот елементи на незаконско работење од аспект да работеле без лиценци и така натаму, ќе се влезе убаво финансова полиција и точно ќе се испита за овој период, последната година, како тие работеле. Колку финанси им влегло, дали набавките се уверет и така натаму. И на тој начин практично ние ќе обезбедиме, согласно заложбите на владата, никој, ама буквално никој, да не биде заштитен. Инаку, се понатаму ние можеме да бидеме сведоци на селективност, на селективен пристап во таа борба против корупцијата, кој што само ќе го разневи гневот кај граѓаните со ароганција, со надмокност и може да доведе до несакани сценарија во државата. Затоа да се истраи во таа ситуација веднаш, каде што преку медиумите под опрен глас е информирано дека некој клуб, некоја дискотека денес решила да се реновира, па да отвара уште еден влез и така натаму уште еден прозор, веднаш да се утврди како досега работело, веднаш инспекторите пазарни да си бидат суспендирани, да си понесат одговорност, трудовите инспектори на локално ниво да си понесат одговорност и на тој начин ние практично ќе видиме кој кого штител, кој бил заштитен. Да. Еве, за крај едно прашање кое повторно се враќаме на функционирањето на системот. Имаме тука еден апсурд, имаме многу институции, укажавме, кои, еве, конкретно за работа на вакви клубови треба да издадат дозволи, тоа е еден куп на институции, па потоа на крајот тоа сето да го проверува дали е Министерството за економија, дали е општината, дали е пазарната инспекција и така натаму. Тоа е системот, но сепак покрај мноштвото на институции ние многу лесно можеме сето тоа да го заобиколиме, што е апсурдно само по себе, нели? Се извинувам. Многуте институции би требало да ни овозможат дека сето тоа ќе функционира, а ние имаме спротивен ефект. Како е тоа можно? Или, како што објаснуваат некои пазарни инспектори, велат, подобро ви е да отворите нешто на црно, да се работите без никакви дозволи. Верувајте, вели, помала ќе биде казната, отколку доколку имате дозвола, немаме што да ви направиме, доколку отворите и работите на црно. Значи, имаме такви апсурди кај нас.
Да, се гледа, значи при секоја промена на власт, не зборам за оваа, секогаш кога ќе дојде промена на власт, веднаш прво се менуваат директорите на инспекторатите, пазарни, на трудови и така натаму. И секогаш гледаме какви карикатури генерално, не за сите, за поединци се стават на места каде што политиката има најмногу влијание. Тоа се лица без интегритет. Точно се знае во локална заедница, во општина, кој човек има интегритет. И како може еден криминалец, коцкар и така натаму да биде, например, поставен на таква позиција? Тоа е страшно што се случува во државата. Првото. Второ, науката и технолошкиот развој се прашања кои што навистина овозможуваат човекот подобро да живее. Меѓутоа, човекот секојаш наоѓа начин, пат, како тој научно-технолошки развој да го злоупотреби за криминални цели. Ете, тука е одговорот на вашето прашање. Или, како што рекол Меша Селимовиќ во своето дело Дервишот и смртта, правото е пропис, ама животот е поширок од секој пропис. Така да, луѓето делуваат малку пошироко, други животни ситуации и сето тоа во суштина овозможува да се случуваат и добри и лоши ситуации. Да веруваме дека состојбите после овие акции, заложби, декларации ќе дадат резултат со кој што навистина барем малку помалку ќе се зајакнува довербата во институциите, која што доверба е исклучиво уништена од партиските штабови кои што постојат во нашата држава во сите овие 30 изминати години. Не зборам за денес. Ние сме експерти во одредени области, меѓутоа има огромна бројка на луѓе кои што се експерти, ги познаваат состојбите, меѓутоа никош не добиваат понуда да водат определен сектор, определен ресор, определен да се вклучат дури и во некои групи кои што ќе овозможат институциите да ги јакнат своите капацитети. Напротив, ние сме сведоци како поединци веднаш после изборите заради одредени партиски активности си добиваат позиции, независно дали се во образование, дали се во економија, во безбедност и така натаму. И со тоа практично ние се доведуваме ситуација да немаме доверба во институциите. Да. За жал така е и за жал се надеваме дека нешто ќе се смени. Вакви трагедии треба да не освестат, треба да не разбудат, треба да не реформираат. До сега за жал не разбудиле, не освестиле и не реформирале, но надежта никогаш не умира. Да се надеваме дека сега барем нешто ќе тргне во подобра насока. Исто јас очекувам дека ќе биде развојот на тамошен врз база на заложбите да се стави ред сектор по сектор, област по област за општеството, ќе дадат резултати и ние сме должни како граѓани да дадеме придонес. Навистина постојат критики, меѓутоа треба се даде и конкретен придонес, секој да помогне со своето знаење и искуство, бидејќи не секојаш критиката, па дури да е позитивна критика, може да даде резултат. Сметам дека повеќе со дела треба да делуваме отколку и да даваме придонес отколку со критика или со тишина. Да. Благодарам професоре за вашето гостување.